Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, јас ќе се придружам на забелешките од моите колеги во однос на злоупотребата на европското знамен во оваа комисија и злоупотребата воопшто на оваа комисија од страна на мнозинството и на владата и продолжувањето на праксата во оваа комисија да се носат закони од сите сфери, закони кои што, конкретно за денешниот што дискутираме за вештачење, е закон со 70 членови, од кои што, како што кажа предходно моите колеги, се усогласуваат само 4 ставови и тие 4 ставови се усогласуваат со регулатива на Европскиот парламент и на Советот од 23. јули 2014 година за електронска идентификација и доверливи услуги за електронски трансакции на внатрешниот пазар. Сакам да кажам дека се усогласуваат со регулатива која што нема никаква допирна точка со она што е суштина на овој закон. Јас жалам што ова продолжува да се случува во парламентот и во оваа комисија, но сепак за тоа има кој да гледа. Јас се надевам дека од Европската Унија и тие што ги следат процесите како се одвиваат во ова собрание, ќе видат како оваа власт не носи во Европската Унија и дали се ова европски вредности ние вака треба да стигнеме до Европската Унија. Но за тоа доволно зборуваа моите колеги. Јас сакам да се насочам мојата дискусија околу одредени забелешки во овој закон. Министерот, заменикот министер кажа дека во постоечкиот закон имало одредени нерегуларности кои што довеле до потреба да се изготви еден нов текст на закон за вештачење. Но од она што јас можам да го видам во овој закон и во ново предложениот закон има одредени забелешки, недоречености кои што имаме нов текст на закон, но одредени недоречености се уште постојат. Разговараме за една многу суштинска тема, разговараме за вештачења од кои што зависат многу судски процеси, како понатака ќе се одвиваат и во која насока ќе се одвиваат тие судски процеси, затоа што вештачењето е една многу, да речем, суштинска потреба и од суштинско значење за секоја судска постапка, доколку тоа вештачење е изготвено стручно и квалитетно и таа судска постапка понатака ќе продолжи така како што треба. Затоа мислам дека треба да му дадеме време и простор на овој закон да се разгледа поопширно, да вклучиме поголема дебата да се развие тука, да ги вклучиме и експертите, да ја вклучиме и комората на вештаци, која што секако ќе има што да каже во однос на овој закон и што ние треба да подобриме во законот за да може нормално и тие како комора на вештаци да се вклучени, да их дадат своите забелешки и така да изготвиме еден подобар текст на закон. Јас од она што можам да го продискутирам околу одредени забелешки е тоа што мислам дека го кажа и колегата Левков, дека Бирото за судски вештачења се претвора во Биро за процена. Меѓутоа, процена и вештачење се две различни области кои што немаат допирна точка едно со друго и мислам дека не треба тоа да се случува и бирото да го изгуби својството кое што го имаше како биро во кое што се вклучени сите вештаци. И не може нормално со закон за вештачење да се формира биро за процена. Понатака, како нешто што не наидов на податок е дека не е предвиден рок за важење на лиценцата и нејзино продолжување, какви се условите. Односно е предвидено само престанокот
како престанува. Понатака, предвидено е дејностите, односно областите на вештачење да бидат предвидени во посебен акт од Комората на вештаци, а до сега овие области на вештачење се определуваат со закон и мислам дека таа формулација беше сосем добра. Она што вака најмногу ми остави сомнеш и што сакам да продискутирам е членот 9, односно во условите за полагање на испит на вештак со соодветно образование. Значи, покрај општите услови и покрај испитот што е предвиден и во претходниот закон, и во овој закон е истиот испит предвиден и општите услови, нормално да е државјанин на Република Македонија и другите услови. Во новиот предлог на закон се додава една да речам, дополнителна обврска за тие што сакаат да полагаат стручен испит за вештак, а тоа е да има завршена обука од соодветната област на вештачење организирана од Комората во траење од најмалку 60 денови. Тоа е еден нов услов што се поставува на сите што сакаат да полагаат за да станат вештаци. Сега тука се поставува едно прашање што со таа обука по траење од 60 денови овие луѓе кои што дипломирале, магистрирале, се изградиле во сферата, во областа во која што работат и работат во таа област, што дополнително ќе научат во тие 60 денови во што е предвидено да се одвива таа обука, што ќе научат ново кога веќе тие работат таа работа. Тоа мене ми наликува дека е само еден нов услов за да им наметнеме на тие што сакат да полагат, да платат одредена обука која што нив во суштина не име ни потребна. Тоа е направено само за да се усложни овој процес на полагање на испитот и да некој остварува екстра профити од тие обуки што би се спроведувале. Овие обуки според членот 10 понатака ќе се изведуваат 2 пати годишно, што значи дека ќе има најмалку 2 пати обуки за овие луѓе што сакаат да се стекнат со такво уверение. И во истиот член е предвидено дека обуките ќе ги изведува Комората на вештаци на јавно објавен оглас за определена област. Сега, јас сакам тука да продискутираме околу овој дел и околу средствата што луѓето ќе треба да ги исплаќаат за обука, што според мене мислам дека на изградени професионалци, луѓе кои што се работат веќе во секој во својата област, дека обука од 60 денови не знам што дополнително ќе им донесе. Затоа сакам да предложам и како дилема, можеби понатака во второто читање, сакам да се додефинира овој дел, дали ова обука се плаќа и доколку се плаќа, јас сакам да дадам предлог оваа обука да биде бесплатна. Доколку мора да има таква обука, нека е таа обука бесплатна, нема потреба луѓето зашто да плаќаат за дополнителни обуки. И некој да остварува екстра профити само за некој да се богати. На крај за таа обука Комората издава уверение за завршена обука, кое што според моје мислење, доколку мора да има обука, би требало таа обука да е бесплатна. Ви благодарам.